повеќе од 15 часа дојде струја во населбите аеродром и Ново Лисиче. Цела ноќ екипи на Ева на Македонија го санираа дефектот кој што настана по вчерашното краткотрајно невреме. Како што соопшти од компанијата, станува збор за комплициран дефект кој бара повеќе работа. Причини за прекинот во снабдувањето со електричната енергија биле 210 киловатни далеководи кои ги снабдуваат трафостаниците аеродром и Исток. Краткотрајното невреме што синоќ зафати делови од главниот град предизвика повеќе штети, паднати дрвја, оштетени автомобили, кровови, поплавени домови. Општина Ѓорче Петров и МВР со засилени мерки за навремено спречување со евентуални временски непогоди, пожари или поплави. Од МВР информираат дека се подготвени да се засили безбедност и да се излезе во престрет со справување со непосакуваните состојби. Со високите температури кои ја зафатија земјава се зголеми и појавата на пожари низ целата држава. Со цел превенција, во план е воведување забрана за движење низ шумските делови на Клучково. Соработка меѓу општината, полицијата и останатите надлежни институции од клучно значење за заштита на граѓаните. Како одговорна локална самоуправа, секогаш делуваме навремено при состојби кои можат да бидат опасни по животот и имотот на нашите граѓани, напиша градоначалникот Александар Стојковски. По СВР Скопје од казнено-поправната установа затвор Идризово било пријавено дека 41 годишен осуденик ја прескокнал заштитната ограда и се обидел да побегне, но набрзо бил фатен од службеници на затворската полиција и бил вратен во установата. При тоа, еден од службениците од службениот пиштол испукал еден предупредувачки куршум во воздух, соопшти од полицијата. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Општина Центар започна со темелна реконструкција на спортската сала во основното училиште Кочо Рацин, а во тек и реновирање на 4 училници, 2 санитарни јазли во училиштето. Во салата со површина од 800 метри квадратни се поставува нов квалитетен паркет, поставено и ново осветлување, оштените ѕидови се глетувани варосани со што целиот простор доби поубав и почист лик. Се реновираат собликувалните и се стават нови кабинетски вратички. Старите спортски реквизити ќе бидат санирани или заменети, ќе се постават нови справи за вежбање, а веќе се монтирани нови кошеви, соопшти од општината. Во тек и поставување на нова инсталација плочки санитарии во делот каде се реновираат училниците и тоалетите. За реконструкција на училиште одвоени се околу 5 милиони денари. Скопска газибава вчера беше зафатена од силно невреме. На социјалните мрежи жителите споделуваа фотографии и видео од штетата која предизвика силниот ветер. Однесени кровови, паднати дрвја и олуци, откачени кабли од бандери, поплавени локации. Веднаш по невремето, општина Газибава го активираше општинскиот кризен штаб за постапување во вакви состојби и беа формирани тимови за делување на терен. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја